Сдружената дрвна индустрија и шумарство Треска Скопје е организација на здружен труд која во својот состав обединува 46 основни организации на здружен труд. Во главном тоа се основни организации лоцирани на територијата на Социјалистичка република Македонија, две се лоцирани во Социјалистичка република Србија и една во Белгија. По дејности тие се во главном застапени од шумарството, дрвната индустрија, една е основна организација од областа на прометот, една проектантска основна организација, една банкарска и две од хемиската преработка. Во организацијата се вработени околу 11.000 работници, од кои со високо и више образование на 300 работника, со средно образование околу 500, останалите се со нижо или со соодветни квалификации во сферата на производството. Организацијата е формирана во вакав состав од 1970 година, во главном од припоени, интегрирани повеќе организации во Републиката при положба да како центар, како матица служеше дрвната индустрија Треска од Скопје. Нужно е да се напомене да еден од многу битните предуслови за една ваква концентрација беше и предпоставката за концентрација и на одредени стручни кадри кои ќе треба да ја подобрат организацијата, да дадат еден посавремен тон во организирањето на технологијата и во целокупното работење. Во тој домен во изминатиот период навистина се постигнати и завидни резултати. Исто така, во такви услови се створија и можности да се приберат одредени профили на стручни кадри кои во претходни услови не би имале можност да делуваат и да работат заради сваштарското работење во повеќе фабрики, посебно од дејноста на дрвната преработка. Одредени профили и ден денеска недостасуваат на организацијата, посебно од правната струка. Исто така, многу почувствителен е недостатокот од креативни архитекти, уметници, дизајнери, заради потребата од се поголемата обимност на дрвната преработка, а што значи и барање од широките пазари во земјата и странство на посавремени форми и функции во целина дизајн на производите кои што се предмет на нашето производство. Во таа смисла, нашата организација превзима и одредени конкретни мерки во однос на прибирање на такви расположиви кадри во Републиката, ангажирајќи и соодветни стручни лица и од страна како советници, консултанти и така натаму. Меѓутоа, нужно е да се истакне да на нашите факултети во земјата, посебно во Македонија, не се припремат такви соодветни кадри поуско кои би се специализирале во оваа дејност, а претпоставуваме дека и во сличните преработувачки грани во СР Македонија, кои произведуваат стока за широка потрошувачка, имаат потреба од посавремен облик, функција и други предпоставки за еден производ, што предпоставуваат и нивно пошироко пласирање и автоматски еден по-добар развој на производните организации.
Naš sogovornik je Mirko Arsovski, doktor po šumarstvo. Drugar Arsovski, вие сте веќе 6 години во ова работна организација, поточно во нејзиниот научен институт. Речете ни нешто повеќе за работата на ова научна институција. Постоењето на научен институт во една голема организација е нужност, особено кога се работи за организација составена од повеќе основни организации на здружен труд, чии што обем на работа е голем и чии што технолошки процес на работа е многу разновиден. Тоа особено се однесува за шумарството и дрвната индустрија, каде што се синтезираат и шумарството, и машинството, и хемиската технологија, и многу други гранки од стопанството. Затоа институтот треба да ги усклади делувањето на сите различни гранки и струки и да ги поврзе технолошки, за да можат тие да представуваат една синхронизирана целина. Најконкретно речете ни, кое е местото на науката во технологијата, во процесот на работата на треска? Науката е составен дел на производството. Тоа е движечка сила на производството, зашто усвојувањето на нова технологија по препорука на науката значи движење напред со помош и соучество на науката. Во Здружена дрвна индустрија и шумарство треска, науката е сега неопходна, затоа што се воведуваат нови технологии, се вршат реконструкции на повеќе погони, каде што најсовремените тековини на науката се применуваат во процесот на производството. Особено е важно да многуте основни организации на здружен труд представуваат една единствена производна линија, така да се рече тековна трака, каде што треба да постои склад на капацитети, на технолошки захвати и на производна програма во сите тие погони во една единствена целина. Кога дојдовме во Треска и се договаравме за снимањето на оваа наша емисија и за соговорници во неа, ни беше речено да ве побараме вас, Цвестана Георгиевска. Тој е рекоа одличен студент, наш млад научен работник во кого работниот колектив полага големи перспективи, голема иднина ви предвидуваат. Бидејќи вие сте неодамно излезени од училишната клупа, речете ни кои се вашите први впечатоци, вашите размислувања за науката и производството? Најпрво би сакала да кажам дека сум многу среќна што и мене вака ми се дава прилика да го дадам својот збор, својот глас за тоа дека врската меѓу стопанството и науката треба да биде што потесен. Лично сметам дека секогаш и секаде науката треба да служи на стопанството, дека треба да постои токму затоа да ги решава проблемите кои што искрснуваат во секојдневната работа. Поготово во ова наше денешно време, кога стопанството на еден начин се наоѓа така во малце тешка ситуација овде кај нас, науката кај нас во нашиве услови најмалку би требало да постои како наука за себе и да се бави со некои апстрактни проблеми, со некоја висока наука, туку напротив, научните работници би требало да ги црпат своите теми, својот интерес на работа директно од стопанството, нивниот интерес да досега директно до халите во фабриките, да своите теми нели ги зимаат од директното производство, а од друга страна стопанството треба секогаш несебично да бара помош од луѓето кои што се бават со науката. Практично науката се остварува во практиката, во производството, во животот. Вие инаку работите во институтот.
Која е вашата работа по-конкретно? Во моментов се занимавам со опремувањето на нашата лабораторија, која што ќе се бави со испитување, контрола на сите репроматеријали што влегуваат во фабриката, што влегуваат во производството, како што се лепковите, боите, лаковите. Што е значајно тоа испитување? Значајот на ова испитување мислам дека е многу голем. Многу е важно да се она што ќе влези во производството биде претходно проверено, да не дојди до такви ситуации да веќе производот при излегувањето се примети дека во него е вградено нешто што не било во ред. Мисля, че незгодно би било да ви кажам дека поголемиот дел од средствата за опремата на оваа наша лабораторија се добиени од Фондот за научна работа, во што се огледа таа врска меѓу науката и производството, и дека оваа лабораторија нема да се бави само со текучите оние испитувања на репроматеријали, меѓутоа ќе се бави и со научна работа, со теми, да бидам по-конкретна, кои што се интересни за нашите фабрики, фабриките на треска, со проблеми кои што ќе поникнат овде во нашиве хали. Исто така во тек се и разговорите, заправо тоа е веќе и приведено до крај, за една тесна соработка меѓу нашиот институт, нашата лабораторија, Технолошкиот факултет и фабриката за бои и лакови Пролетер. Ќе се работи на една тема за синтеза на полимери, кои што ќе служат како премази, како заштитни средства на дрвото и металот. Факултетот тука ќе има чисто теоретската работа, во Пролетер технолозите ќе работат на синтезата на тие полимери, а ние овде ќе ја проучиме прво примената и после ќе ги пуштиме, се надевам, во производство. Јас сум на трет степен на Београдскиот факултет, тоест на Шумарскиот факултет, одсек за преработка на дрвото. Иначе моето школување го финансира Треска, а претходно имам завршено исто така средна техничка школа за дрвна струка во Загреб и факултет за преработка на дрвото исто така во Београд. Ова ваше стручно усовршување, пошто е значајно за работата, за технологијата во вашата работна организација? Па видите, јас сум на катедрата за организација и припрема на производството. На оваа катедра се изучаваат дисциплините како што е организација во работењето во дрвната индустрија, припремата и планирањето во дрвната индустрија, исто така и автоматизација и проектирање. Од овие три дисциплини кои се изучаваат на овој факултет, тоест на овој трети степен, битна улога играат во самиот процес на производството, како што е организацијата на работењето, проектирањето на технолошките линии, пратење на новата технологија која во светот е доста далеко отидена него што е кај нас, а исто така и самата автоматизација која треба да ја примениме кај нас во нашите предпријатија, да би продуктивноста била што поголема, а исто така и квалитетот да може да се поправи на повисоко ниво. Тоа значи колку подобро работиме, толку подобро заработуваме и подобро живееме, не? Да, тоа така треба да биде. Марија Милутиновиќ е технолог, проектант во Треска, а инаку и виш предавач на Шумарскиот факултет во Скопје. Од тука секако ќе биде интересно да ни кажете кои се допирните точки или разликите на науката во овие две сфери, сферата на научно-воспитниот процес и процесот на производството. Па видите, ситуација е таква да оствари факултетот као највиша инстанца образовна во Републиката треба уствари да им доближи на идниот кадар кој треба да се појави во производство на сите достигнувања кои се јавуваат во сферата на науката и уопште да их упозна уствари со сите технолошки процеси кои ќе треба да ги сретнат во нивниот будучи позив. Од друга страна, факултетот дава можност уствари и
da se ostvori vrska pomeđu u stvari proizvodstvo od jedna strana ili stopanstvo da kažeme i u stvari sama ta naučna institucija, znači fakultetot i na toj način u stvari da i luđe to u stvari koji se direktno vržani za proizvodstvo može u stvari na jedan odreden način da se da u stvari da go doformat svoje to u stvari obrazovanje i da steknat u stvari poširok u stvari obem na proizvodstvo, mislim na tehnika, na naukata i dostignuvanja ta koja se javuvat v procesu u stvari na normalno to dviženje koje se javuva deneska vo svetu. Koje je mesto to? Koje je ulogata na naukata vo procesot na vašата работна организација? Naukata vo našата organizacija bi trebala da zavzeme jedno poprilično visoko mesto, preko u stvari institut koji ga ima formirano i sama ta treska. Ima zadaća u stvari da so pratenje to na naukata, čitava mislim grupa koja raboti vo treska, na primjena, da je primjeni naukata vo u stvari proizvodstvo, to jest da site novini, bilo da se oni javuvat vo formiranje to na novite strojevi, bilo u stvari novite tehnologiji, bilo primjenata na novite materijali koji se javuvat vo svetot, koji se primenuvat vo našata u stvari granka, bi trebalo da ih dobliži u stvari do našite proizvoditelji, da im ovozmoži da se školuvat, da gi primenat od jedna strana, drugo da ih sasema pravilno primenat i na taj način da u stvari svi te novini koji se javuvat gi primenime i poarno ih lansirame vo novite proizvodi. Извинете, колку се работните луѓе спремни да ги прифатат тие нови научно-технолошки процеси на производството? Дали се тие подготвени? Како ја водите таа грижа околу нивното оквалификување? Видите, работните луѓе во моментот кога сакаме да ја внесуваме или нова технологија или нови уствари материјали, во секој случај не се сосема подготвени. Било со директните контакти, со нив, изучување или прикажување уствари на различите операции со демонстрации или демонстрирањето на и специализации во самите уствари предпријатија или да кажеме фабрики кои ги произведуваат и овозможуваме на нашите работници да ја прихватат таква нова технологија. Непосредно пред снимањето на овој наш разговор, кога ние се договаравме за ова снимање, практично вие говоревте за некои зафати и планови за натамошната работа на вашиот научен институт. Речете ни нешто повеќе околу тоа. Би требало малце да се коригираме кога зборуваме за научен институт. Всушност, кадровската структура на нашиот институт е таква да имаме состојба на недостиг на научни кадри, па според законот за наука, каде што се пропишува 5 научни работници, ние тој услов не го исполнуваме, затоа нашата реална состојба е таа да ние сме развојно оделение, односно оделение за унапредување на производството. Задача на нашиот институт е да ги следиме достигањата на полето на технологијата во светот и да ги избираме оние технологии кои што одговараат за нашата природа на работата, за нашиот предмет на работа и за нашето поднебје, за нашиот пазар и за менталитетот на нашиот купувач. Ние тоа не можеме сами да го спроведуваме, затоа се поврзуваме програмски, кадровски и материјално со научните институции, самостојни институти и факултетите, со помош на научниот кадар од тие институции, да заеднички ги решаваме тековните и перспективните проблеми од развојот на нашата работна организација. Оваа година стартувавме пред фондот односно пред заедницата за научни дејности, да со одредени истражувачки теми и тоа стартување се одвива преко научните институции, така да ние обезбедуваме 50% од вредноста на истражувањата
и ставаме на располагање нашите капацитети производни, нашите кадри и заедно со истражувачите од факултетите и од институтите ги бараме решенија за нашите производни проблеми. Фактички тоа е и идната наша поставеност на нашиот институт, да тој биде како истурена работна единица на факултетите, каде што професорите и другите истраживачи, научници од факултетите и институтите ќе можат да ги провераваат своите идеи, своите проекти во непосредното производство, да се коригират одредени погрешки и да се најдат такви решенија кои што одговарат на вистинското потреби на производството, односно на потрошувачот.